добар ден. Овде сме, како што веќе знаете, за Дијаниното бдење, но и резултатот што произлезе од тоа бдење, незината прва книга. Незиното првенче, кое за многу кратко се прослави на многу далеко и со кое се стекна со признание за афирмација на македонскиот јазик и литература. Тоа бдење со посебно задоволство ќе го промовираме вечерва во Делчево, во родното место на Дијана. За тоа како се чувствува Дијана, промовирајќи го романот во незиното Делчево, ќе слушнете лично од неа, а за тоа како се чувствуваат другите читајќи го романот, ќе слушнете од незината професорка, професор доктор Весна Мојсова-Чепишевска, а како звучи романот ќе слушнете од мене Ива Станковска. Но пред се ќе да прочитам поздравната реч од издавачот кој за жал не можеше да дојде. Почитувани обители и пријатели на книжевноста, од името на Сдруженијето за книжевен развој Нов Вавилон на Титола ви посакувам добре дојде и пријатни креативни воздигнувања на денешната промоција на првиот роман од младата романсиерка Дијана Петрова. Ваше е честа да бидете денес тука, а наше беше задоволството да бидеме мостот од сонот до јавата, од пишаната идеја до конечната реализација на романот Деењето над себе, од оваа талентирана писателка што создава и раздава на околу несекојдневие. Избрани се авторите кои го одбележуваат своето време. Тие се едноставно тоа што се и ништо повеќе. Преку ова бдење, Дијана станува тоа што е писател, талкач, незадоволник, револуционер, самотник кој два пати го живее постоењето. Овој роман со необична и загадочна содржина представува револуционерно откритие во областа на прозната мисла за 2019 година, а и вистинска книжевна наслада за познавачите на краткиот роман. Дијана Петрова влегува на голема врата во светот на книжевноста и верувам дека читателската публика брзо ќе го препознае квалитетот на овој роман, приличен за читање и прочитување и дека истиот наскоро ќе доживее второ издание. Со пишувањето на Бдењето над себе, Петрова го дава својот одговор пар екселанс на книжевниот повик од кој бегство нема. Бдењето над себе е роман на кој едноставно се навлекуваш и го читаш во еден здив. Од името на уредништвото и тимот на Нов Вавилон, на Дијана и посакуваме успех на овој роман во окото на читателот и нови креативни дела во еднина. Со почит Никола Илиевски, претседател на Нов Вавилон. Сега мене ми падна честа да кажам неколку зборови за романот на Дијана Петрова. Имено самиот роман, кој ќе видите вака видите насловната страница, има еден дел кој што се вели за да се согледа невидливото и за да се наслушне нечуеното. Имено тоа беше и мотив за да го напишам текстот. А зошто е тоа? Што е тоа што се согледува невидливото и да се наслушне нечуеното? Ќе видите од овој текст. Од друга страна, корицата на овој роман, како што пишува во самата книга, бидејќи се надевам дека голем дел од вас ќе ја земете и ќе имате можност и Дијана да ви ја подпише. Значи тоа за виновник за таа корица е токму Ива Станковска, кој што денеска е како еден од промоторите на оваа книга. Така што денеска, тоест вечерва во Делчево, имате навистина една убава енергија, затоа што се работи за тројца, за 3 дами кои што работеа на ова дело на Дијана Петрова. Прво мора да кажам дека чувствувам навистина голема радост, затоа што морам да си признам, до сега не сум била во Делчево. Дијана беше виновничката што денеска дојде во Делчево и кој што, бидејќи денеска сме порано малку тргнати од Скопје, и ми го покажа, прошетавме, бевме кај баба и на Селник, па бевме и горе во манастирот Света Богородица, бевме на едно пивце и така натаму. И сега навистина се чувствувам како да сум дома и затоа сакам искрено да ги споделам и овие мои размислувања со вас. И искрено се надевам дека сите вие ќе најдете нешто, дел од себе во оваа книга на Дијана Петрова. Значи, мојот текст, кој што всушност еден дел од тој текст е поместен и во книгата на Дијана Петрова, е насловен Будноста на Петрова. Знаете, будноста може да биде и многу вознемирувачка. Сакаме да бидеме будни, ама ако предолго сме будни, ако предолго не спиеме, може да направи навистина и голем проблем во животот. Но како сега таа будност, Дијана ја искористува преку тоа што таа своја будност ја употребува да пишува.
и на тој начин да се ослободува. Имено оваа промоција на бдењето над себе од Дијана Петрова еве ни се случува на 1 јули. Значи, јули е може да биде еден од најжешките месеци, а ми е драго дека и топлото лето, односно топлото културно лето во Делчево, го отвораме токму со оваа книга, со оваа промоција на Дијана Петрова. И ете, мислам дека ова лето навистина ќе биде убаво и ќе го запаметите сите вие во Делчево. Значи, летото веќе почнува да жари, денеска е навистина убави 33-4, не знам, не сум измерила, така кажува телефонот, нели? Летото е инспиративно и за писателите. Па така, тоа е атмосфера во кусиот расказ почетокот на мошне убав летен ден на Даниел Хармс, или во расказите Летување на Митко Маџунков и Какво лето на Оливера Николова. И сега мора да кажеме каква врска има сега овој вовед, кога летото не е тема на Дијана Петрова. Значи, она што е близко со летото, тоа е затоа што го промовираме следе лето. Летото е веќе почнато. И ете што сега имаме радост да споделиме таа книга овдека со вас, овдека со сите вас, нели? Сепак, нашите првите записи на бдењето над себе почна да ги добива минатото лето. Значи се случија во лето, по една средба во Охрид, во времето на летната школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. И се сретнавме додека јас чекував по улиците Калкарник, таму некаде кон Света Софија, а таа стоеше на влезот од една галерија каде работеше тогаш во тоа исто време кога се случуваше летната школа на овој Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Но таа продолжи таму да работи преку цело лето, а јас се врати во Скопје. И од таа наша средба, очи во очи, продолживме да се среќаваме преку Вибер. Така првите записи од бдењето над себе ги добив како Вибер пораки, и тоа во необични, неочекувани времиња, среде жега или омарнина, на преминот од едниот во другиот ден, на преминот од ноќта во денот, некогаш и наплат, некога точката на трупење и вриење, жареното сонце не може да го поднесе ни едно тело. А јас бев од оваа страна на екранот, на мобилниот, додека Дијана Петрова беше од другата страна, а меѓу нас беа нејзините бдења. И така, во еден период од интензивни неколку месеци, меѓу нас беа само бдењата. И во тој период од тие интензивни неколку месеци, при тоа мора да кажам дека летото можеше да си оди, или тоа има одреден рок на трајање. Потоа дојде покрај летото што можеше да се оди, можеше да се тоа да му ослаби место на есента, но сепак тие виберски бдења се нижа. Таа интензивно пишуваше, отвораше душата, лепдеше меѓу сонот и јавето, како што се лепти во жешките и лепливи летни ноќи. А јас интензивно ја читав, ја коментирав. И ево тогаш измина 10 месеци, нели, бидејќи книгата е веќе повеќе од месец како излезена. Есента и зимата беа годишните времиња на нејзино лично преиспитување, зашто Дијана во неколку наврати се прашуваше што после сеговот кога ставив точка на овие мои бдења, на овие виберски пораки, дали тие пораки бдења може да му бидат интересни на читателот, да му биде интересен на другиот, нели, не само на мене и на Дијана. И навистина дали. А потоа дојде пролета, во која се случи одлуката и страста, сепак тие да се објават. Како и да, еве ги пред нас, значи пред вас, еве ги тие бдења, еве го првенчето на Дијана Петрова. И сега, што после овие бдења над себе? Што после исчитувањето на овие бдења? Дали тоа бдење ќе го разбуди моето бдење? Или може би твоето бдење? Или може би вашето бдење? Што по испиеното кафе баки вди? Протрчали, а и ќе протрчаат ли некои пеперутки и во мојот и во вашиот стомак? Ќе протрчаат ли на вистина? Скоро сигурно, верувам во тоа. И тоа најмногу заради иновативноста на ова ново младо писмо, впрочем, нели издавачот тоа го истакна дека се работи за исклучително младо и храбро писмо, така што ова кога го прочитав, нели како целина, така, овие бдења над себе на Дијана Петрова ги прочитав како потресен дневник на една субјективна душа,
Со бдењата над себе Петрова како да сака да ја објави својата победа над објективниот роман. Еве како пишува. Тоа беше чудно чувство. Чувство кое како да не доаѓаше од овде, од овој свет, туку како да имаше постаро потекло. Чувство кое и јас самиот, иако се нарекував писател, не знаев да го објаснам и да го ставам на хартија, за да можам и на другите, барем до некаде, да им ги покажам таквите чудни предчувства со кои живеев веќе долго време, а чувства кои веќе ме изморија. Затоа, ова е крајно лирски роман и тој не ми дозволува како таков, како крајно лирски роман, да зборувам за некаква фабула, значи за некаква приказна, кој што има некаква почетна и крајна точка. И како такво, јас го гледам многу близок со еден друг лирски роман, тој е Дневникот за Чарноевич на големиот Милош Црњански од српската литература. Бдењето над себе е сплет од разни размислувања на главниот лик или поточно на лирскиот субјект на оној што за себе вели јас, без разлика дали употребува машка или женска форма на изразување. Сплет од размислувања врзани со многу моменти, со многу мотиви од животот, но и со самиот живот. Вака пишува Дијана. Мојата искреност беше кутија кибрид. Таа беше огнот, а јас чкорчето кибрид. Мојата искреност го запали огнот, но тој беше толку силен, што наеднаш го изгори чкорчето до крај и сега немаше повеќе што да гори. И така, Дијана му се препушта на сонот. Му дозволува да ја завладее. Го остава спонтано да проговори како своевидна животна драма, како свет, како литература. Дијана Петрова преку своето литературно бдење нуди едно своевидно поместување на границата помеѓу сонот и јавето. Не знам колку знаете, пишуваниот сон како литература или како уметност, значи не мора да биде пишувано како литература, може да биде и како создавана уметност. Воопшто се разликува од обичниот сон, од оној сонуван сон, по својата внатрешна кохерентност, затоа што нема човек што не сонува. Само прашањето е колку се сеќаваме на тие соништа и колку можеме да ги пренесеме, колку знаеме да ги прераскажеме. Имено, обичниот сон, нели оној што го сонува секој од нас, не знае за ред, не знае за мерка, тука е кошмар, нели? И тој секогаш може многу пати најчесто и да не исплаши. Кошмар кој што господари, и тој е токму тој кошмар господари со царството, со нашето царство. И затоа воопшто не е едноставно еден така хаотичен процес како што е сонот, значи се ви влие во главата, ви се случува страшно брзо и така натаму, книжевно да се снижи, да се обликува, да се стилизира, ама и покрај тоа Дијана Петрова многу вешто се справува со запишување на сонот. Знаете, тоа е запишување, вие се трудите да си го прераскажете и потоа да го запишете, да го направите како книжевност, нели, како книжевно доживување. Значи, како да се справите со запишување на сонот, со прераскажувањето на сонуваното. Оттаму има едно многу интересно мислење кој што го застапува Данило Куцевски, а тој вели дека бележењето на соновите исто како да си имаш работа со ѓаволот. Е тоа инспирација и на Дијана Петрова. Зарем таа нема работа со самиот ѓавол, додека ни го раскажува сонот, и тоа првиот, вториот, третиот, се таму до последниот 15-тиот. Че 15 сона се редат, еден во друг, така како да влегува од сон во сон, од сон во сон. Многумина сметаат дека според содржината сонот представува мит во мало и дека и митот и сонот говорат со еден ист јазик. Митот е исечок од детскиот живот на душата на народот, а сонот е мит на поединецот, ке напише Ото Ранг. Во тој контекст, овие сонови на Дијана се нејзини мали митови, како да ги читаме како 15, не само соништа, туку 15 мали митови. Веќе по однос на самиот раскажуваш на сонот се јавува колебање кој мощно успешно го изразил Бранимир Дунав во насловот на еден многу познат есеј кој гласи: кој го раскажува сонот, а кој ја сонува приказната. Имено, приказната во ова книжевно дење најчесто се одвива во прво лице. Тоа јас опфаќа две личности, кои сепак не се различни, туку идентични, како што тоа јас на Петрова во најголем дел од своето бдење пишува
во машки род, за на крај да се огласи во женски род. Значи таа колебливост помеѓу сонот и јавето и колебливоста помеѓу машкото и женското јас се работи за едно исто јас, сместено во две различни искуствени сфери. Во сферата на јавето, на раскажувачот, и во сферата на сонот, сонувачот. Концепцијата на една нова поетика што во историјата на европската модерна лирика ја заговараше уште Артур Рембо, се соснава на идејата да се согледа невидливото и да се наслушне нечуеното. Токму тоа и на основата на корицата стои. Значи како да се дојде до тоа да се согледа она што е невидливо и да се наслушне она што не е чуено. Тоа е возможно, велат авторите, велат поетите, преку една состојба на така наречена будност на писателот. Значи писателот постојано е буден, постојано нешто слушнува, гледа, се инспирира, може да се инспирира од овој момент, разбирате, тој е постојано буден. Рембовскиот поим будење е многу посложен отколку што изгледа на прв поглед. Па така, тоа Рембово будење се доживува како состојба која не треба да се ограничи на краткиот момент на спиење, туку на состојба која има способност бесконечно да продолжува и продолжува, како што прочем продолжува или поточно траат овие дневнички записи на Петрова. И таа состојба на продолжено или постојано будење, што Рембо ја нарече бдење, е состојба која е примерно инспиративна за Дијана Петрова. А незините 15 плюс 1 одсонувани соништа не се ништо друго, туку преточување на незиното сваќање на писателот и на пишувачот како видовид. Ова бдење над себе е една можна анализа околу тоа како функционираат заедно моќта и еротиката. Така 15 прераскажани сонови се читаат и како своевидна провокација, со што Петрова се обидува да ги урне и да ги разурне распространетите морални вредности. Во некои своји слики, кои прозвучуваат крајно поетски, се чувствува еден далечен одглас на Маркиз де Сад, зашто тие поддржуваат една филозофија на екстремен индивидуализам. Нејзиниот лирски дневник роман, на моменти или слободно речено многу често, ќе ве запрепасти со шок слики или со шок сцени кои не држат кој знае колку до некоја пристојност, до манири и до табуа, ама тоа е оно што вас ќе ве привлече, истовремено ќе ве шокира, а потоа ќе сакате да продолжите понатаму да прочитате што потоа ќе се случи, до каде и така натаму. Така, како таа да нема некој силен мерак за некакви скандали или скандалозни запрепастувачки доживувања, зачинети со лути солзи и благи отрови. Незините бдења се читаат од аспект на темната драма на чистото, како што ќе напише Јасна Котеска во својата книга Санитарна енигма, кој инако е и вториот рецензент на овој роман на Дијана Петрова. Значи, обсесијата по чистото како темна енигма многу често оди заедно со желбата за ред. Всушност, во натамошниот човеков развој, културата преку своите институции работи на наметнување грижа на совест во врска со самото нечисто. Кај Јулија Кристева, нечистото е еден од 4 чинители заедно со табуто, со храната и кревот, низ кој се провејува категоријата што таа ја именува како абјект. Така што, мислам дека во последно време нашата култура е абјектна, а до некаде и овој роман на Дијана Петрова може да се чита како дел од таа абјектна култура и како еден вид на абјектен роман. Така што Дијана Петрова токму нив ги обелоденува, па слободно не втурнува во ситуации на конзумирање и сврлање храна, на плукање на храна, на полнење и празнење на сомак, не изложува на доживување на сите непријатни мириси, на смрадот, на тешката реја, не изложува на слики на тело жедно за емоции, гладно за храна и сите тие, како емоциите, мислам, прераснуваат дури во ликови, значи таа ги обликува како ликови, па почнуваат да зборуваат, да размислуваат, да мудруваат. Јас знам дека потоа нели Ива ќе прочита некои фрагменти од незиниот роман, па ќе го видите и незиниот стил на пишување, но тоа се само фрагменти, вие сепак треба да го видите романот во целост, значи да го видите од првото до последното бдење, односно од првото до последното одсонувано сониште и така натаму. Имено абјектот како синоним за современата уметност ја промовира и идејата за така наречената абјектна уметност. А таа уметност му отвара можност
на грдото да се доживее како уметнички гес, поточно да му овозможи на одвратното да предизвика ефект врз примачот или врз консументот, во случајот тоа е бдењето врз себе на читателот. Зашто тој може да превиди нешто убаво, но не може да превиди нешто одвратно. Така што и самата литература како дел од уметноста сигурно ќе го следи овој нов стилски израз доколку читателот е подготвен да го прочита, да го проголта текстот во кој токму објектот е доминантен. Иако како и секој друг маниризам, великотеска, така и објектот во уметноста е стар, веројатно, колку што е стар и самиот чин на пишување и воопшто на творење, на создавање. Сепак, дури во последните 30 на години се создадоа вистински услови таа објект на уметност и таа објект на книжевност да се препознае, да се коментира и пред се поинтензивно да се произведува, ама и да се доживува, да се коментира секако. Во тој контекст и романот на Дијана Петрова може да се чита, како што рековме претходно, како еден објектен роман. Бидејќи веќе е наполно јасно дека ако објектот е ситуиран помеѓу субјектот и објектот и дека како таков е дел од семиотичкото поимање, тогаш и самата објектна уметност е нешто пред или по објектот. Во книгата за меланхолијата Јулија Кристева ја изнесува меѓу другите идејата дека самиот чин на пишување произлегува од меланхолијата. Не знам колку знаете дека меланхолијата е најтворечка. Нема луѓе кои што се премногу среќни или премногу нели така да седнат да пишуваат. Секогаш меланхолијата е таа која што најмногу не привлекува. Во меланхолијата ги наоѓаме и своите меланхолии, во нечија туѓа меланхолија наоѓаме и својата меланхолија. Кај Дијана Петрова темата на гладта, и тоа најмалку за храната. Значи кога мислиме на глад, не мислиме сме гладни за да јадеме, или за да се налапаме. Туку многу повеќе на гладта за љубовта, на гладта за разговорот, на гладта за внимание.